Господине Джафери, предлагам точките Предлог на закон за изменување на законот за регистрирање на готовински плаќања, Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг, Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање, Предлог на закон за изменување на законот за заштита од пушењето и Предлог на закон за изменување на законот безбедност на сообраќајот на патиштата, предложени од пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, и Предлог законот за изменување и дополнување на законот за култура, предложен од владата на Република Македонија, сите предложени по скратена постапка, да се симнат од дневниот ред, токму заради тоа што се предложени по скратена постапка. Сакам воедно да подсетам дека во ова собрание веројатно имаше 427 изјави на пратеници од Социјалдемократскиот сојуз во минатиот мандат, а и СДСМ имаше веројатно 226 пресконференции во своето седиште во минатите неколку години, кои што одеа во насока на спротивставување на носење на закони по скратена постапка во ова собрание. Денеска Социјалдемократскиот сојуз се одлучи едно од своите изборни ветувања, напишано во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори, да го прекрши еклатантно, арогантно и ако укажуваме на тоа, нема намера да се тргне од прекршувањето на тој закон. Значи, јас не мислам дека овие закони не треба да дојдат на расправа во собранието, напротив, мислам дека опфаќаат интересна тема која што е добра за дискусија, но сакам на СДСМ да му овозможам со гласање, после минута и 20 секунди кога вие ќе бидете должен да го ставите мојот предлог на гласање, да одбере дали ќе биде принципиелен и гласајќи за мојот предлог да остане на оние изјави и пресконференции кои што ги држал во минатите неколку години, против законите, против носење на закони по скратена постапка, или уште едно од многуте ветувања да покаже на дело, гласајќи против, дека било лажно и дека ги лажал граѓаните на Република Македонија. Затоа предлагам овие закони да бидат симнати од дневен ред. Ако бидат симнати од дневен ред, ние ги прифатиме овие закони по редовна постапка, да одат нормално онака како што треба, со дискусии, со прво читање, со второ читање и така натаму. Благодарам.